Поштувана македонска јавност, еве веќе неколку дена разговараме за носење на најважниот фискален стратешки документ, односно буџетот за 2023 година, и овде се надмудруваме со актуелното парламентарно мнозинство и владата како најсоодветно и на кој начин да бидат алоцирани средствата за севкупно подобрување на живеењето на граѓаните на Република Македонија. Но, гледајќи го предлог буџетот, можеме да заклучиме дека истиот, покрај тоа што не е развоен, истиот е социјален и инфлаторен. Тоа се гледа од сите ставки кои понатаму ќе ги разгледаме поединечно, но најпрво мораме да ја констатираме состојбата во делот на приходната и расходната страна, каде што на половина од расправата за буџетот се сменија ставовите во однос на даночната политика, која што беше предвидена од страна на владата, односно менување на даночниот систем, каде што истите ретерираа и повторно се вратија на постојното законско решение во однос на прибирање на даноците. Иако предлог буџетот им беше креиран со новите приходи, односно новата приходна страна, со што имаме во моментот дисбаланс на приходната и расходната страна. Односно, се појавува еден диспаритет на приходната и расходната страна. Но, овде е прашањето до извршната власт. Како ќе ги надомести, односно како ќе ги пополни ставките каде што имаше предвидено приходи по основ на предвидената даночна реформа, односно од каде овие средства кои што беа планирани во предлог на буџетот ќе ги надополни, за да може да се реализира расходната страна, која што е во голем обем, односно истиот, расходната страна е потрошувачка, односно расипнички трошење на средствата од буџетот. Ова го потврдува и самата Народна банка, каде што монетарната политика се затегнува, а од друга страна имаме на големо трошење на пари од страна на извршната власт, односно од фискалната политика. Се отвара, се трошат средства, а од друга страна монетарната политика се затегнува. Имаме две спротивставени концепции за иднината, односно за идната 2023 година од најповиканите институции, односно од Народната банка од една страна, која што монетарната политика ја затегнува, и од друга страна фискалната политика која што ја извршува извршната власт. Сега, во ова состојба, каде што немаме компактност, заеднички постапување на овие две институции, кои што се најповикани за одржување на стабилноста на финансиското работење на државата, ние имаме ситуација каде што овие две институции се спротивставени. Тоа е вториот елемент, од кој што сметам дека ниту приходната страна на самиот буџет е реална, ниту расходната страна на самиот буџет е реална. Ова, впрочем, го докажува и предвидените параметри кои што истите ги предвидуваат. Имено, во предлог на буџетот, владата предвидува дека растот на бруто домашниот производ во 2023 година ќе биде 2,9%. Додека, тоа што го зборував претходно, Народната банка на Република Македонија предвидува 2,3% раст. Стапката на инфлација, која што е галопирачка и од месец во месец е со галопирачки бројки, истата влада смета дека ќе имаме 7,1% инфлација, што е нереално. Затоа пак самата Народна банка предвидува околу 9% на инфлација. Буџетскиот дефицит, односно оној дел кој што треба да биде позаемен или на некој друг начин од меѓународни финансиски институции или финансиски институции на домашниот пазар да биде пополнет, е предвиден на околу 700 милиони евра, што доправа, сметаме дека на првиот ребаланс истата ставка ќе се зголеми. Зошто?
поради причините кои што претходно ги наведов. Несоодветно координирање на монетарната и фискалната власт. Затоа, со предвидување на овој дефицит од 4,6%, сметам дека во првиот ребаланс оваа бројка ќе биде многу поголема и задолжувањата ќе бидат многу поголеми од ова што го предвидува самата извршна власт, односно владата. Народната банка предвидува дека дефицитот ќе биде околу 7,4%. И јавниот долг повторно ги надминува оние мастрички критериуми кои што го предвидуваат на 64,4%. Од овде се гледа дека самиот буџет е инфлаторен, социјален и неразвоен. Меѓутоа, гледајќи ги ставките на кои што се повикуваат од страна на предлагачот на власта, се предлага дека онаа нивно предпоставено златно правило дека капиталните инвестиции ќе бидат повисоки од буџетскиот дефицит, односно предвидуваат околу 800 милиони евра, а буџетски дефицит од 700 милиони евра. Ова не само што нема да се исполни, бидејќи и досега имаме параметри кои што укажуваат на тоа. Зошто? Ако во минатата година биле предвидени околу 620 милиони евра, во првите 9 месеци реализирани околу 200 милиони евра за капитални инвестиции. Денешна информација добивме од заменик министерот дека извршувањето на капиталните инвестиции е околу 63%. Но, и да е така, тоа значи дека имаме реализација од околу 360 милиони евра, но буџетската година завршува за неколку дена. Тоа значи дека предвидените 800 милиони евра за наредната година се само фикција, односно да бидат ставени на хартија, за да се пополни оној критериум кој што самите си го задаваат, дека ќе имаме повисоки капитални инвестиции отколку буџетскиот дефицит кој што ќе е околу 700 милиони евра, нивни предвидувања, а согласно Народната банка ќе биде многу поголем. Затоа, ова што го кажав дека самиот буџет е неразвоен, го потврдува, а истите овие параметри на полнење на буџетот, кои што им се ставките предвидени, ги негираат и официјалните институции. Односно, првиот човек на управата за јавни приходи излезе со изјава, односно со став дека имаме околу 33% сива економија, односно неформална економија. Почитувани колеги, тоа е 1/3 од буџетските средства се излеваат на неформален начин, односно не се приходи во приходната страна на буџетот, не влегуваат во државата и одат по приватни џебови. Огромна ставка на сива економија, со што не може да се реализираат проектираните ставки во буџетот и секој еден од нас тоа го чувствува преку вашите предвидувања на зголемување на даноци и политиките кои што се воспоставуваат за одржување на буџетот. Но, со ваква реализација и вакви предвидувања не можеме да сметаме на соодветна реалокација на средствата, со што повторно тврдам дека со приходна страна каде што предвидувате дека од данок на добивка ќе имаме дополнителни 19,4% повеќе приходи од минатата година, од данок на додадена вредност дури 26,1%, од акцизи 1,5% и од царини 19,1%. Овие се најголемите ставки кои што го полнат буџетот. Со тоа можеме заеднички да заклучиме дека приходната страна сигурно нема да се оствари, а со тоа повлекува кратење на расходната страна, иако потенцирам дека е несоодветно алоцирана, односно несоодветно се распределени средствата за кои што може да располага, односно располага самата извршна власт. Една од ставките која што секогаш ја коментирам е всушност и областа која што е најмногу критикувана во општеството, а и од сите меѓународни релевантни фактори, е тоа дека многу малку средства се одделуваат во однос на реформи во судскиот систем и поддршка во однос на владење на правото. Почитувани колеги,
за оваа намена, односно за воспоставување и јакнење на владење на правото, имаме одделено, односно одделувате фантастични 16.000 евра. Внимавајте, со 16.000 евра ќе се воспоставува владење на правото. Иако, наспроти тоа, каде што имаме над 800 милиони евра предвидени во социјални трансфери во однос на Министерството за труд и социјална политика, каде што имаме една загрижувачка бројка, бидејќи, ако вие со ова се гордеете, ова е показател дека граѓаните осиромашуваат. Зошто? Еве, јас имав податоци дека од 27.000 се зголемиле на 37.000 корисниците на гарантирана минимална помош. Една од колешките, која што не е во моментот тука, затоа не сакам да ја именувам, даде податок дека оваа бројка е во моментот 63.000 корисници на гарантирана минимална помош. Ако е оваа бројка точна, тоа е загрижувачки факт за кој што сите мораме да се позанимаваме. Во делот на она каде ќе се распределат средствата, секогаш, ама секогаш имаме зголемување во ставките кои што се однесуваат на ставките стоки и услуги. Онаа црна дупка за која што од сите експерти е критикувана, од страна на сите истражувања се покажува дека ова можеме да го читаме како јавни набавки во 4 очи, од сите државни органи кои што вршат надзор на трошењето на овие средства, може да се утврди дека во ревизорските извештаи, конкретно во Државниот завод за ревизија, имаме ставки на огромни средства кои што се ненаменски потрошени. Тоа се овие ставки од стоки и услуги, каде имате предвидено фантастични 990 милиони евра, од кои што само на договорни услуги имаме 734 милиони евра. Дополнително на овие средства имаме во ставката субвенции и трансфери, разни трансфери од 135 милиони евра. Ако видиме, имаме преку 1,1 милиарда евра кои што ќе одат по овие основи. Тоа е она што го зборуваме како црна дупка, каде што не се гледа крајниот резултат, односно немаме пат каде што истите овие средства секогаш завршуваат. Но за возврат на тоа, еве за пофалба се некои од министерствата, за пофалба зборувам, бидејќи во моментот предвиделе дека ќе имаат 0 средства за исплата на извршни исправи. Меѓутоа, ако малку подетално ги видиме работите, за истите овие институции и минатиот буџет предвидувале 0%, односно 0 денари исплата по извршни исправи. И затоа севкупната бројка на ставката исплата по извршни исправи се движи од околу 2,5 милиони евра, во дадениот момент, во дадениот предлог на буџет имаме 6,5 милиони евра. Но, на секој ребаланс буџет, истата ставка, кај овие институции кои што реков дека во моментот може би се за пофалување, но ова е само за скривање и фиктивно прикажување на бројки, драстично, неколкократно се зголемуваат онаму каде што има предвидено и овие цифри достигнуваат до 12 до 13 милиони евра годишно за исплата по извршни исправи. Ова се средства, почитувани колеги, кои што можат да се пренаменат во други соодветни ставки, каде што ќе имаме соодветно подобрување на условите за живење на граѓаните. А вие ги фрлате во исплата по однос на извршни исправи поради неспособноста на функционерите кои што ги водат институциите. Бидејќи ако во јануари, односно крајот на декември, немале потреба за исплата по овие ставки, како тоа само за неколку месеци имаат драстични зголемувања на овие ставки. Тоа значи дека овие моментални раководни структури кои што раководат во дадениот момент од неколку месеци направиле долгови, неисплатени облигациони односи, некои штети кои што предизвикале при нивното раководење од дури 12 милиони евра. Тоа е една ставка на која што треба повеќе да се позанимаваме и да се побара одговорност, а не само да ги поминуваме како ставки во она колективна одговорност, односно неодговорност, кога раководното лице вели од државата ќе плати. Ја ќе правам, знам дека не е така, но државата ќе плати. Мораме да застанеме на ова. И не можеме да продолжиме со вакво однесување, односно дека државата ќе плати, а со тоа немаме никаква одговорност, ниту пак некој досега одговорал по оваа ставка. Зошто?
бидејќи 12 милиони евра се директна штета на буџетот на Република Македонија, а со тоа и секој еден граѓанин е на директен или индиректен начин оштетен и самото раководно лице треба да ги врати овие ставки. И ако гледаме по буџетски корисници, мораме да констатираме дека по однос на во Министерството за транспорт и врски имаме намалување од 10 до 22% на однос на проектите на водовод и канализации за општините, што е нормално бидејќи вие како владеачка партија немате многу општини кои што ги водите и овде драстично се намалуваат овие ставки и со тоа докажувате дека немате развојна компонента на самите проекти, односно на самиот буџет. Исто така, во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во однос на водостопанство имаме драстично намалување на ставките, односно за цели 12,2 милиони евра. Тоа е она декларативно залагање за развој на земјоделието, тоа е она декларативно залагање на кое што се повикувате, а впрочем во истиот буџет кратите 1 милијарда денари во однос на исплата на директните субвенции во земјоделието. Иако се повикувате дека се зголемува ова ставка не се зголемува. Ова ставка се зголемува во однос на тоа што донесовте закон за задолжување од 50 милиони евра за изградба на трите откупни центри. Таму ви се алоцирани овие средства и со тоа ставка се фалите дека се зголемува. Не, директните плаќања во однос на земјоделците се намалуваат за од околу 1 милијарда денари, почитувани колеги. Сите овие параметри укажуваат на тоа дека не можеме да се потпреме на овој буџет како развоен и граѓаните ќе го почувствуваат ова, но на првиот ребаланс истиот овој буџет од 5,3 милијарди евра ќе биде драстично намален, бидејќи ви потенцирав не можете овие приходни да ги остварите, затоа што во моментот предвидувате уште 250 милиони евра во однос на субвенционирање на енергетските компании, од кои што, внимавајте, само 7 милиони евра за модернизација и ревитализација на постојните капацитети. Од 250 милиони евра, само 7 имате предвидено во однос на ревитализација и обнова, односно одржување на овие системи. Затоа, кога зборуваме за соодветно алоцирање и буџет од 5,3 милијарди евра, не можете да се пофалите дека со овој буџет ќе допре до секој граѓанин, а од друга страна предвидувате 800 милиони евра, кои што ќе ги распределите, а воедно и самиот Државен завод за ревизија, повторно потенцирам, државна институција која што има мноштво на наоди за незаконито реалоцирање на овие средства. Но немаме ниту една покрената истрага, ниту еден предмет кој што се однесува на финансиските скандали кои што се случуваат, а не го зборуваме ова ние како пратеници од опозицијата, ова го зборува Државниот завод за ревизија, почитувани колеги, кој што е државен орган согласно законот за организација на државната управа. Затоа, за сите овие ставки и сите овие предвидени буџетски средства мора да се сноси одговорност. Но, резултат на сето ова, оној претходниот ребаланс и претходниот буџет се пресликува сега и во овој буџет. Зошто? Затоа што самите гледаме дека во одредени продукти имаме највисока инфлација во историјата до сега, од целиот регион имаме највисока инфлација и во Европа имаме највисока инфлација, во одредени самите продукти покажуваат зголемување дури до 47,7% зголемување на одредени продукти. Затоа, почитувани граѓани, почитувани колеги, овој буџет е неразвоен, социјален и затоа ќе имаме галопирачка инфлација и граѓаните ќе доживеат уште поголема сиромаштија. Благодарам.